Следува анкета со 3 прашања. Еве го првото. Кога последен пат некој ви кажал дека ве сака? Мажот ми вчера. Што, каква беше ситуацијата? Што ви рече? Што ми рече? Па сега роден ден му е. Јас му спремам некои работи и ми рече дека ме сака. Како ви дојде? Убаво ви дојде на душата? И како не, ние сме 43 години заедно, мора да дојде убаво. Добро, и вие што му кажавте кога ви кажа дека ве сака? Јас исто. Ден е срцка се викаме. Ај срцка ова, ај срцка тоа. Кога некој последен пат ви кажал те сакам? Пред малку една женичка, Пријателка? пријателка. И ми рече дека те сакам многу. Ама немам смелост да се пуштам, а слободен сум вдовет. А она гледам дека е заинтересирана, Што вика народот трза. трза, да. Те сакам. Па види, ми кажуваат нуците, например, кој да дојде, дедо многу те сакам. И гушкаат, И предпоставувам. гушкаат и се, и така. И тогаш дедо вади од новчаник 100 денари. А обавезно нешто изненадување. Сум заборел, Одамна било, а? давно било. Сум заборел. Аха, заборев, брат, сега нови години. Кога беше? Не знам, кога имав 30, така нешто. А кога последен пат вие на некого сте му кажале дека го сакат? И исто тогаш. Ова сопругата стално ми кажува. Да. Што, од нигде никаде и те сакам? Така. Савајле, ја исто така си кажуваме секојаш. Секој сабајле си кажувате дека се сакат? Зашто не се гушкаме си се вовна? Како? Тоа е прекрасно. Не, многу бавина, голема бавина и порачам на сите така да бидат. Да почне денот убаво. Во внуката секој ден ми кажува. Па внука имам, внуци имам, тие секогаш викат, дедо, тебе те сакаме највише. Ама ја ги сакам нив највише. Кога последен пат некој ви кажал дека ве сака? Вчера, Кој беше тој? сопругот. Како му одговоривте? И јас тебе. А имаше некој повод што ви го кажа тоа или чисто онака? Па не, ние сме си заедно многу долго време и тоа е тоа. Секоја чест, луѓе. Секоја чест. Пријатно не изненадивте и да продолжите да си кажувате дека се сакате. Прашање второ. Замислете дека имате 20 години. Што би правеле во животот? Што ќе направам? Прво, ке шетам, бре. Ке шетам. Низ Европа? Низ Европа. Која земја ќе сакате да ја видите прва? Италија. Добро. Италија. Желба ми е Венеција. Прво не би седел овдека. Кај би отишле во странство? Би отишол во странство, Која земја? во Германија. Вике и земјата сте ја одредиле. Кој град? Да. Па во Берлин. Што би работеле во Берлин? Еве, имате 20 години. Што ќе... Према стручната спрема би работел било што, само да бидам вистина надвор од оваа капитулација, како да речем. Ама вие сте многу разочаран. Разочаран сум, Горан. Би се ожениле за германка или за нашинка? Па да ви кажам, не би за германка, ипак за нашинка. Затоа што нашите се по-елегантни во одржување на фамилија, како да речем, Значи некоја Маре ќе си најдете, а не некоја Хелга. па да, Маре си е Маре. Марија ли, не е важно, главно да биде православна. Кога би имал 20 години, ја би ја напушил одма. Македонија и би шел за странство да работам. Каде во странство? Па негде Франција би шел. Знаете француски? Швајцарија. Не знам француски, ама ќе се научиме. Кој ќе имам 20 години, има шанса за се. И Така. добро, што би работеле еве во Париз, По например? струката. А тоа е? Барам, тоа е, например, јас сум металостругар. Да, по занаето ќе си работам, ќе си барам работа. У странство не би одел никогаш, овдека ми е убаво. Поубаво нема нигде. Би студирал нешто, али Што би студирал? Што, например? па тоа, јас сум по спортот поише. Тоа да замислам ја бев и готово. Тоа што е поминато е. Би отишла во странство таму подобро. Мислам, јас бев и се вративме, ама Каде бевте? во Германија, Хамбург. Да, и беше убаво. Ама со работа бевме 3 месеци. И се вративте тука и сега се каете што се вративте или? Да.
95% би го сменил. Например, што ќе запишете, факултет? Факултет обавезно, добро. Кој факултет? Да, некој од овие вака полесни нешто така, географија, например. Господинов е на два ума. Да има 20 години би останал тука, ама и би киднал во странство. Која држава би оделе? Та, не знам точно, ама нагоре кај Скандинавија. Таму кај што е полодно. Ама што ќе правите во Скандинавија ако отидете со географија? Нели е побаво тука некој занает да завршите па да одите во Скандинавија? Не, нема па да работам по тоа, географијата, него нешто што било, важно да се земе пари. И исто бил прав до сега што сум правил. Значи, сум шетал многу. Многу. По планини, спело, значи, пештери, испитување, тие работи, пеони. Значи, после зимото со тоа се бавам. Тачно, многу прекрасно е тоа човек на плани, затоа сум брат. Јас сум многу задоволен од живот. Многу сум задоволен од живот. Скромно, али многу убаво. Значи, не можеш да го опишеш таа убавина, што јас ја чувствувам за мојот живот. Пресреќен сум кога слушам Волку среќен човек. Третата тема е посветена на зимата, која ни чука на врата. Ја сакате зимата? Не, повеќе сакам пролет и лето. Не, Зошто? не, избегавам од зимата. Па сега не е лоша и она, некогаш треба да и зимата. Да е ладно, да помалку да има болести, инсекти да се уништат и така. Ја сакам и да не ја сакаш, зимата ќе дојде ти. Сакал нечел, тоа ти е. Зимата да. Ја сакам. Што е она што ти е убаво во зима? Во зима убаво е само да падне снег. Ја сакате зимата? Па да, Вие на што се грее? на струја. Па летно време за струја плаќате 1000 денари, сега ќе плаќате 5-6 Па летно време нешто друго ќе платам, па и така. Поише. Што плаќате поише летно време? Поише шетање, и тоа кошта. Ја сакам снег зима. Колку обично ви доаѓа зимно време за струја? Па околу 6000-7. Па зашто да не ја сакам? И тоа дава некои удобности. Не само лето топло, Така. него и ладничко маце, да се подоблечеме, маце да прошетаме, чист воздух, па ја тоа фино е. Море, преку зима немаме баш чист воздух. Добро, на планина идеме, не. А на која планина одите зимно време? Во однос идеме, 77 години имам пуни. 101 ќе живеам. Дај Боже, дај Боже. Не, На 100-тиот роден ден ќе ви донесам подарок. Па сега. 1000 евра. Не треба. Еден поздрав сам. Ништо друго. Зашто? Требам да си биде скромен. Сакам 1000 евра да ви донесам. Добро, ќе ја поштувам ваше за поштање. Кога сум запнал. Кога си запнал, не, нема. И тоа би било се. Фала ви на муабетиве. Навистина бевте прекрасни.